Насилникот од Радовиш кој брутално ја тепа и пцуе партнерката на TikTok ќе се соочи со затворска казна од 6 месеци до 3 години поради сомнение за сторена телесна повреда. За сега 35 годишникот не е во притвор и обвинителството испитува дали има основ за негово задржување за решетки. Постапката за лицето е во тек врз основа на поднесената кривична пријава. Меѓу другото ќе се испита дали во конкретниот случај постои основ за негово задржување. Јавното обвинителство и истражните органи имаат обврска да постапуваат единствено врз основа на доказите во предметите. Откако во саботата во живо на TikTok емитуваше како и удира шамари и тупаници на партнерката, мајката на тепаната жртва пријавила во полиција. Имено настанот во СВР Струмица беше пријавен на 23 март 2025 година во 8 часот и 25 минути од страна на мајката на жртвата. Веднаш по добиената пријава преземени се соодветни мерки и активности од страна на полициски службеници од СВР Струмица, ОВР Радовиш. Утврдено е дека машкото лице е АА од Радовиш, кој истиот ден во 9 часот и 20 минути е лишен од слобода и задржан во полициска станица Радовиш. По неколку дена од настанот, видеото стана вирално и јавноста бурно реагираше со апели до истражните органи, веднаш да преземат мерки за да се спречи евентуално убиство. Се споделуваат и други видеа од насилникот. Како што се пишува на социјалните мрежи, тој преку својот Facebook профил се вклучил во живо и се заканувал на мајката на жртвата дека ќе дојде на работа и ќе ја убие. Според сведочења објавени на социјалните медиуми, тој бил насилен и со други девојки. Имено преку Facebook друга поранешна партнерка сведочи дека била претепана и горена со цигари и за тоа постоела активна судска постапка. Инаку, тој досега е осудуван за телесна повреда, нарушување на неповредливоста на домот и за навреда. Според пресудата од судот во Радовиш, тој заедно со уште едно лице за овие дела се условно осудени со парични казни.